Почитувани, денес ве водиме во едно прекрасно село на северниот дел на Битолското поле, или ако милувате, на западната страна на територија на општина Могила. Надморска височина е 640 метри и на само 18 километри оддалеченост од Битола. Соседни села се Беранци, Вашарејца, Ивањевци, Новоселани и така натаму. Во основа селото има пољоделско-сточарска функција. Мое село, село Српци. Добро утро, добар ден. Мое село, село Долно Српци. Оливер Ристевски. Да, јас сум Оливер Ристевски, председателот на местната заедница во Долно Српци и еден од љубителите на етно кореографијата и етно стилот и етно песните. Моја желба како дете беше да продолжи играната, но за жал повозрасни од нас беа, заминаа странство да најдат подобра екзистенција за живот. И долги години моја желба беше поново да се формира друштвото во Долно Српци, така да пред 15 години јас како оснивач го основав поново ова културно-уметничко друштво Етно Илигден. Кореограф се имаме Александар, тука е присутен, може и него да го прашате повеќе околу стилот на играњето и работи. Ти се оствари желбата, се формираш? Да, мојата желба се оствари, моите деца се сите играорци. Најстарата ќерка се омажи, не е повеќе блиску тука, треба да иде од подалеку малку, мажена е во Ресенскиот регион, во Дрмени. Која година го формиравте друштвото? Пред 15 години. Пред 15 години. Пред 15 години. Значи има веќе подолга традиција. Да, подолга традиција. Настапуваме во соседните земји, имаме настапувано во Србија, во Бугарија, во Турција, Хрватска. Зошто да не и подалеку? Да. Село Долно Српци. Село Долно Српци за наше село. Така, дечињата се сите од селото? Така? Сите се од дечињата, имаме кои сакаат да учествуваат каде што нема услови да формираат друштво од соседното село Беранци. Мислам дека идат неколку дечиња од соседното село, но повеќето се од Долно Српци. Така да сме горди на овие дечиња тука позади нас и ќе продолжиме да негуваме традицијата со носи, со културно-уметнички работи кои се дел од нашата историја и историјата на Долно Српци. Така е. Оваа носија која гледаме денес тука на дечињата е баш од нашето село. Тука на ова девојче првото, таа е невестинска носија. Ќе кажете подоста нешто за тоа. Другите носи се играорски носи баш од нашиот регион, Долно Српци. Ги носеле нашите. Да, нашите предци, нашите баби дедовци. Овие носи се сочувани од баба дедо? Да, многу јасно, Се гледа дека се оригинални носи. Оригинални носи, да, не се речиме од послешни. Како и да е, друштвото има тенденција да се зголеми. Да, има тенденција да се зголемува, ние јас додека ме држи умот и здравјето, ќе инсистирам и ќе помагам колку што можам како председател на местната заедница, како татко на ова село. Да, поддржувам традицијата да се негува и сите оние работи кои се дел од македонската историја, историјата на Долно Српци. Доливер, ова друштво дај Боже еден ден да почне да оди преку океанските земји, кај што има наши доста соселани во Австралија. Пак ќе пробаме и тоа да го направиме, имаме поддршка од нашите иселеници, еве од тука ќе ги поздравиме и нашите иселеници кои повеќето се во Австралија, имаме и во Шведска, имаме и во Германија. Значи во тие три земји најповеќе имаме иселеници од тука. На времето нашето село околу 40-тите години броело околу 1300 жители, подоста се зголемувало до 81 година броеше 1430 жители. И од тогаш наваму почна да паѓа иселување, тежок живот на село, на луѓето, но сепак се враќаат. Се во моментов имаме околу 480 жители. Така. Кои се тука, има неколку од нив фамилии кои одат во Битола и си работат, се гравитираат нормално на нивните имоти тука на земјието. Ама имаме и подмладок, имаме помладок имаме, да. Така, подосна ќе снимиме нешто из школото, па имаме и спортски клуб, треба да се вратат од соседното село играат денес, па и нив малку ќе ги снимиме, малку со ќе се подружиме. Само здравје. Здравје да имаме и поздрав за моје село. Се гледаме.
Фут Долно Српци, етно Илинден. Разговарам со Михаила Тебаковска. од Долно Српци, така? Да, од Долно Српци. Учам во училиштето Кучо Рацин. Сум седмо одделение. Имам 13 години и веќе сум член од фолклор од 5 години. И скоро веќе 5 си на чело на Фут Долно Српци. години. Да, Така? да. Колку години си во ова друштво? Па околу 5 години. 5 години, така? Да. Имаше девојчиња пред вас кои што се веќе отидени, очекуваме да има Да. и по вас девојчиња и дечиња, така? Да. Имаме колку души сме во друштвото? Па во Српци околу 20 и нешто. Така. Учествувате, настапувате на многу Да. низ Македонија И надвор од и Македонија. надвор од Македонија. Да. Михаела, ова е невестинска носија од село Долно Српци, така? Да. Ја носеле кој? Твојата баба и дедо. Да, наследство од мажа. Пошто го имаме и момчето тука. Ова е носијата за момчињата, така? Да. Од село Долно Српци. А ова на главата твоја? Ова е шапка. Шапка? Да, многу убава шапка, многу убава носија, навистина. Ова носеле невестите за мажачка, така? Да, сега носат на свадби наравно. На свадби така е. Порано носеле носија. Да, ама и на Селски. секоја една убава пригода ја носеле оваа носија, така? Да. Да ни се представиш? Јован Мицковски од село Долно Српци. Учам во Кочо Рацин, сум 9 одделение и веќе околу 6 години членувам во групата за игрожна. Така е. И ова твоја носија е машката носија од село Долно Српци. Да, Ја имаш од старите од дедо, наследство баба и од баба ми и од дедо ми е. наследство имаш, Да. така? Да. Да ни се представиш? Јас сум Мартин Дулевски, учам во училиштето Кочо Рацин, сум 8 одделение, веќе членувам во групата околу 5 години. Околу 5 години. Да. Вие еден ден може да станете и кореографи во друштвото, пошто сте и надежни, така? Има и други машки во групата? Има. Да. Сте задоволни од настапите каде што одите? Сте пречекани со песни, гора? Сме, пречекани сме се каде кој што одиме. Така. Ова на твојата шапка, тие се алтани, парички кои што тогаш биле накитени, така? Да, е парички се стари, но И ти си имаш носиот од твој дедо и баба, така? наследство, наследство од момчето на невестата. Така, ова се гледа дека се оригинали од село Долна Српци, Да. сочувани благодарение на вашите стари претходници, така? Да. Баш ми беше мило. И нас не ништо. И јас. Моje село. Моje село, Миле Кулевски, еден од ветераните на фудбалскиот клуб Пелагонија Белкамен, така? Така точно. Миле Кулевски, денеска важиш за шеф на стручниот Па штаб. може да се рече, помагаме со децава да одат малце напред. Долги години си во Долги фудбалот. години од мали нозе. Тука порастив овде. Во- Овде тука кај што се не Во дува. село Долна Во Српци. село Долно Српци, токму на овој терен. Во ниеден друг клуб не од. Да, сум бил битова играв. Играше Играв битова? прва лига. Браво, Миле. Штом се бавиш и ден денеска со спортот, добро си го владеел спортот. Така да, секој случај. Голем мерак. Да. Пред Останавме се е меракот, ништо друго. Мерако, ништо друго. Добро, денеска како што си во фудбалскиот клуб? Денес немам некоја функција, значи клубот можеше да оди понатаму и децата како што каже, ама Така? стадион имаме испод нивоа, да речам. Не ни Добро, забавно. сега не можеме да... Кога би имале малку подобар стадион, може оваа екипа да стигне и да се квалификуваат барем до втора лига. ФК Пелагонија ФК Белкамен. Белкамен, точно. Имаме ли фудбалери што стигнале до прва лига, втора лига? Имаме и Може прва да лига. спомнеме некој од тие? Боже, Борче, ова Мицковски има две деца, после таму, јас таму бев и па не можам сега да се сетам, има плејада на дечина што ми Има тренираат доста. во Пелистер. Од кое време е формиран клубот? Може да ни кажеш? Клубот е формиран после војната на некој од Австралија иселени кој тие фамилија Зајаковски, Така. некоја топка донесе, играле фудбал во секој случај. Активно клубот 60 на години функционира, да речеме, на Така, така. в тоа време било турнирски систем. Така, турнири Значи, се одржувале. Турнири, кој организиран фудбал се игра негде од после 65-та година. Денеска клубот Миле е во четврта лига. Така, како во е тоа? четврта лига.
Тоа е селска лига, како е ли? Тоа е општинска лига, општинска лига од повеќе села. Значи општинската лига во битува во два региони поделена и се овие. Добро, се надпреваруваме со Долна Чарлија или како? Чарлија, тука екипа Ивањевци, Маше Могила втора екипа. Има многу млади. Има. Многу млади има село Долно Српце. Имаме ние тука да направиме две екипи. Има за две екипи, така? Две екипи може да функционираат, имаме и то добри. Имаме некој да спомнеме што стигнал во прва лига, втора лига? Од село Долно Од Српце. село. Па има Мицковски од овие па кој бе. Добри фудбалери, така? Кој? Да, има. Не можам се сетам. Ке има и во иднина, пошто имаме доста млади сега деца високото што е кошаркарски тип, па дечкото може прва лига да игра слободно. Да, добар фудбалер. Прекрасен. Имаме доста На 15 години детето потригува клава секој ден, па нема место за него, по срамота. Баш ми е мило. Да. Миле, Така. село Долно Српци. Во иднина мислиш дека може спортски да оди напред и во било кој друг спорт со младиве? Може децата се добри, фини дечината се значи разбрани се и може само доколку некој има да се среди стадионот, речам. Така, да се среди стадионот, да биде стадионот. Може, значи со силни тренинзи децата имаат волја. Село Долно Српци, на кое место е сега во лигата, да кажем? Сега се трети, четврти, мислам дека се негде. Добри се. Добро, има доста села, па не е баш добро. Да, многу села. Добри се. Нема сега некој да ги тренира, ако земе некој може така додат пуќа. Може, ако некој да кажеме од Долно Српци, имаме во други клубови што играат во Битолската. Имаме. Која? Ивана Милевска. Така, имаме и репрезентативка една девојче, Ивана Милевска, репрезентативка на Македонија, сега во Вардар мислам дека е нека. Така, значи Долно Српци во секогаш женската екипа. Добар кадар на фудбалери, да речеме. Во секој случај. Најбоже во иднина да имате и така. Австралија некои мора да се спомнат. Така? Да, има. Доста млад. Имаме. Миле ти благодарам. Хвала. Поздрав. Mali sme na karta, goleni vo duša, Tapan nekad bije, svetot nekad sluša. Моје село, Никола Србиновски, фудбалер од село Долно Српци. Никола, добар ден. Добар ден. Колку години се бавиш со спорт? Па со спорт се бавам околу 10 години. Тука почна во село Српци? Не, прво тренирав во еден во Могила. Во Могила? Потоа прекинав, имав повреда со коленото, имав вода во коленото. Имав 12 години, кога ми извадија вода од коленото. Некоја повреда во фудбалот да. Или така? И една година не играв фудбал. Добро, тоа ништо. И сега играм така, рекреативно во... Сега си добар, така? Да. Добро, село Долно Српци, од кога има клуб? Знаем? Па... Со години? Со години? Така? Да. Има генерации пред вас што играат фудбал за село Долно Српци, така? Да. Добро, денеска имавте утакмица? Имавме утакмица. Изгубивме? Победивме. Победивме 3-0. Го постигнавме од хет-трик денес. Браво Никола. Имаме доста дечки во клубот. Имаме. Екипа за прва лига можеме не да се пофалиме? Па екипа за прва лига не, ама за во регион трета лига можеме комотно да играме. Сега сме во која лига? Сега сме во четврта лига, општинска. Општинска лига, така? Да. Со кого овде се надпреварувате? Помеѓу селата, Долно Српци, Ивањевци и кои? Па сите општински села што такова. Така? Да. Сите општински села под општина Могила, така? А со други општини се надпреварувате не? Па не. Не? Не. Добро, да се надеваме дека еден ден ќе достигнеме нешто повисоко, така? Па да. Па барем до втора лига. Ќе пробаме. Никола, ти благодарам. И благодарам вас. Sudi, nije ke te slavime, site da vreme. Crvena, crvena, boja mi je najmila. Моје село, Бојан Масаковски, фудбалер од село Долно Српци. Бојан, добар ден. Добар ден. Од колку време играме? За Долно Српци колку години тренираш? За Долно Српци сега почнав есента. Инаку си играл во други клуб? Да, во еден на еден Могила. Еден на еден Могила. Добро, овој клуб е фудбалски клуб Пелагонија. Белкамен. Што му значи тоа Белкамен? Местото се вика така. Местото е Белкамен, така. Од село Долно Српци. Да. Бојан, што ќе ни кажеш? Успешен си во фудбалот или како? Што играш? Крило, бек? Напред, шпиц. Напред, шпиц. Браво. И даваш голови? Да. Колку до сега имаме? До сега имам
6. Денеска имавме утакмица, не Има. постигна гол. Постигнав 2. Ајде Ирлија. Па добро бе што направивте вие. Каде и додите победа имате, така? Да. Да? Мора да победа. Имате победе? Има доста победи. Село Има. Долна Српци. Ваши се Има добар доста клуб. победи. Се плашат другите клубови кога треба да играат со вас или Мора да се плаши. Да? Добро, доста млади. Али ти си доста и висок. Не проба со кошарка или Не. како? Љубовта кон фудбалот е голема. Фудбал. Браво Бојан. Да се надеваме дека еден ден ќе ве гледаме во прва лига. Се надевам. Дај Боже. Да си жив и здрав. za tebe teme napred Makedonija. Моје село, Илче Дамевски, село Долно Српци. Илче, добар ден. Добар ден и за вас. Вие сте од Долно Српци, така? Да, Долно Српци тука живеам и тука од мал си растам. Како долгогодишен член на црковниот одбор во село Долно Српци. И ден денеска си? И ден денес работам околу 15 години во црковниот одбор и како Да. служител. И како служител во црквата доле. Да. Добро, Илче, морам да те прашам, ова место овдека кај што е крстот е Попов крст се вика. Попов крст. Да. Овој крст кога е поставен? Крстот е започна да се прави во 22 година, 2022, а се намести 2024 година. 2024. И се освети во август месец 2024 година. Така. Од тогаш и до ден денеска е големо здание. Големо за- знание за сите жители на Долно Српци кои има желба да има крст и жителите од диаспората широм светот кај што живеат. Така. Му беше единствена желба и нас и ними да имаме нова место крст. Добро, ова е подпомогнато, верувам, од сите добронамерни. Да, од луѓе. сите благодарение на сите донатори што беа и што учествуваа. Тоа е голема заслуга за сите и за нас лично и за нашите селани и широм светот сегде кај што Така е. ни помогнаа. Илче, црквата во село Долно Српци. Имаме сознание кога е Црквата во село Долно Српци, Свети Теодор Тирон, е започната 2026 година, Така. а е завршена 28 година. така. Во првите луѓе биле крстени Душан Кулевски, Александар Ристевски и Душан Недановски. Така, добро, да кажеме во вака. 28 година. Како главна селска слава во село Српци, Долно Српци е Свети Теодор Тирон. Свети Теодор Тирон. Тоа е кога? Тоа е во март паѓа секој или во март, февруар, значи секој пат паѓа тие месеци. Така, менува датум, Менува денот- датум, денот не го менува, само да се не дава. Така, датумот го менува. Да. Добро, тој ден е празник на селото Тој ден празник на село и на црквата. и на црквата. Имаме доста гости. Доста гости си да луѓе да се причестуваат, служба си има и по куќите после славите си ода нашите роднини пријатели. Така, во таа црква во село Долно Српци имаме венчавано, крштевано. Има многу крштевки, многу венчавки. Тука имаше и црква и претходно, така? Да, да. Си имаше. Да, после имаме црква Свети Арангел овдеки погоре, таа е 48 направена. Така. Беше еден мал дел како алтарот, се направи чета со помош на селаните во истото време тогаш, е направија, па пред неколку години ние пак со благодарение на жителите на село Долно Српци си ја обновија и си доби добар лик како повторно наше село да залечи малце со верските објекти. Така, како еден, како да кажеме, избор на христијанството. Крстот на вистина представува велико издание за Да, да, ако преку крстот е и верата и љубовта и надежта. така е. А после тоа имаме и тука Руса Среда, кој помалце има во целава Македонија. Значи малце места ја има. Таа е изградена над 20 и кусур години, мислам како паракливче, со помош на жената е почината певцена Стефановска од Долно Српци и кој ние лично ја презедовме како црковен одбор да работиме. После тоа поставивме и Света Петка пред 3 години, исто така паракливче. Така. И то, значи, во август одржува, значи, исто се традицијата, лепчина се крава, православните луѓе си да толку тоа. И после тоа, уште едно црквиче за Илигден, Така. и тоа е направено лично од председател на местната заедница Доливар Ристевски. Така. Значи, имаме доста паракливчина.
Имаме и доста добронамерни И луѓе доста- во селото кои што И овие 5-6 години, значи имаме добронамерни луѓе што стварно сака да учествува, стварно се јавува и стварно помага. си го сакаме христијанството, си го сакаме православието. Секогаш ние ќе осакаме и сите преку христијанството, преку крстот и преку верата секогаш ќе бидеме сложени. Да си жив и здрав. Благодарам. Остани ми со здравје. Да си здрав и жив и ти. Оливер, како председател на местната заедница, кога Долно Српци било најјако село? Кога било полно со народ? И што можеме да направиме на споредба во некогаш и денеска? Па вака. Споредбата е јасна. Споредбата е бројот на жители. Околу 80-тите години, значи од 48 година до 80-тите години бројаше околу 1000, од 1300 до 1400 жители. После 80-тите години почна нагло миграцијата град-село, но и во европските земји, како и во Австралија, натаму, да речам, како подалечна земја, нагло иселување, луѓето екзистенција за подобар живот. Сигурно нешто ги натерало да се иселат, но меѓутоа сепак селото, за разлика од одредени села, се уште е живо. Во моментов бројме околу 480 до 500 жители, ако ги рачунаме оние кои живеат во Битола, ама се идат повеќе се тука во летниот период, се работат на нивните имоти. Претежно занимаваат со производство на тутун, но имаме и производство бостан, бавча, лозја, имаме добро лозје, имаме добра ракија како село. Покасно ќе зборуваме за тоа. Сега околу разликата, рековме, за тогаш и сега, некогаш и денес, разликата е само околу бројот на жители. Така. Јас одовде ќе ги поздравам сите надлежни институции, малку повеќе да се ангажираат околу условите за живот на овие, да речем, убави села. Така, воопшто. Со убава природа, убаво поднебје, убава местоположба, малку повеќе да инвестира за младите да ги задржиме тука. Јас како председател на местната заедница секогаш инсистирам овие младите брачни парови да ги задржиме тука и секогаш ги советувам да имаат повеќе детни семејства, да бидат семејствата повеќе детни, да се потрудат тука да се најдат својата екзистенција, но тоа оди тешко. Тоа е на моите деца, и ме послушаа моите деца, син ми е тука е со мене, се ожени на млади години, исто како јас, имам и внуче од него, имам внуци и од друго, да. Ти е живо и здраво. Имам 3 внучиња, лично само од мојата лоза, како Оливер, иначе ако рачунаме татко ми, брат ми, сме повеќе луѓе, но меѓутоа мојата лоза 4 дечиња имам. И се бориш да останат тука во. Се борам тука да останат, му створив услови за живот, му направив куќа и уште му градам услови за живот, му помагам, се трудам да го задржат она, значи, што викаме ние патриархалното воспитање, да го задржат и да го сватат од родителите, да останат во местото, оти никаде нема цена местото на живење, со тоа место онаму како што си се родил. Така, народното место. Кај што си се родил и каде што екзистираш. И секој за својот крај ќе каже најубаво. Така, јасно. Кај да одиш низ светот, но секогаш ќе те трга. Атарот на зелото с Долно Српци е голем. Голем, да. Голем атар, граничиме со Чарлија и со Добрушево Синор. Со полето, иако во колективите од земе на таа земја кај граничи, сепак Синорот на Долно Српци граничи со село Добрушево, граничи со Чарлија, па граничиме со Вашерејца, со Лоздани, Ивањевци, Древеник, Лисолај, Беранци. Така. Таа е Синорот на нашето село. Има ли едно парче земја денеска да не е обработено? Има. Луѓето одбегнуваат да работат, трошоците се големи, не е исплатливо, затоа што трошоците се поголеми од добивката. Добро, може би да не се обработува толку почва. Некој како, да речеме, еве, како традиционално се обработува, но сепак тоа сака влог и труд и мака. Добро, можеме да кажеме вака, дека сепак мештаните или селаните во Долно Српци си остануваат тука. Да, остануваат. Помладава популација почнува да сваќа дека ако појде во градот
има метеж, бучава. Јас еве доста пријатели што ги познавам од градот, сите бегаат настрана и сакаат мир. Мир сакаат да нема бучава, да нема загадување. Градот е метеж, имаме загадување, коли. Долно Српци се оди во воздухот. Многу близко. Близко сме околу сега како што е градот проширен околу 13 километри. Значи градот беше порано, потаму беше да речеме Дулието во старо време викано, сега веќе трафостаница на влезот до тука е веќе битола проширена, се гради. Село Долно Српци има добра инфраструктура. Да. Имаме вода. Имаме вода имаме сопствен водовод, Така. кој е праен благодарение на нашите предци, да мислим за благодариме и свеќи им палиме Така. на нивните споменици, за тоа што ние денес пиеме од рацете нивни и под та нивна вода, чиста вода, изворска вода од планината. Имаме 1,7 литри во секунда влез на изворска вода во самиот резервар, 65 литри резерварот за вода. Инсталацијата е реновирана во мое време како претседател на местната заедница и други местни заедници кои кога бил друг претседател на местна заедница, има еден дел мал нешто направено, да ги поздравам и нив. Не можам да речам дека ништо направили, но меѓутоа треба ангажман. Ретко кој ќе се нафати денес на оваа функција, оваа позиција, затоа што сака многу влог, а да ги оставиш собствените обврски, да се вложиш во име на селото, тоа знаете дека тешко има такви луѓе. Дали знае селото Долно Српци да остане без вода во текот на лето? Се дешава кога имаме дефек. И кога имаме несовесни граѓани, кога сакаат малце паркче, знаеш, градинче ваму таму, но меѓутоа со добро разбирање се разбираме, ако нема разбирачка, тогаш ќе се обратиме кај надлежните институции. Инаку има поправен доволно вода има за селото. Доволно вода. Имаме доволно вода, пошто селото е многу намалено, а потрошувачката е зголемена, нели порано имавме само една чешмичка надвор пред куќата, тоа беше. Сега имаме перални, па дома, па купатила, околу 10 чешми во една куќа и сите се функционални. Семејствата, модерен живот. Оливер, имаме доста празници во селото. Да, имаме доста празници, имаме една голема манифестација, таа манифестација се Петровденските средби. 40, мислам сега, малце сум во моментов. Да, 40-та поред ќе биде годинава, се одржува 12 јули, тогаш е празникот Петровден, не е празник, но меѓутоа сите иселеници од нашето село на тој датум се враќаат летниот период и почна така прво како сред село, почна, но сега прерасна, таа манифестација прерасна веќе во нешто големо, се собира околу 3000 народ на Петровден, се одржува од 12 часот на ручек од 18 часот на вечер до 12 часот на вечер. И забава, покасно станува младите. Секоја година ставаме различни естрадни уметници, да не се налутат, да не се отфрлени. Практично забавата е со народна музика, повеќе да се труди да види во едно стил и така околу тоа. Имаме Тодоровден, како што го носи името црквата Свети Теодор Тирон, инаку Тодорова сабота, секогаш паѓа во сабота. После имаме повеќе куќни слави, како Свети Никола, Световраче, Митровден, уште некоја имаше и сега во моментот не ми текнува. После сите тие празници имаме уште една манифестација која што во последниве 3-4 години во село Српци. Да, вака да ги поздравам и дечките, јавачите на конјаницата, која секогаш на Илигден после одржувањето на манифестацијата во Илигден во Крушево, ни се враќаат успат кај нас, одмараат тука, преспиваат, ние ќе ги послужиме со еден добар ручек, со една добра забава и им сме благодарни. Зурли, тапани, песни. Да, се она што е традиционално како македонско, мора ние да продолжиме да го негуваме. И ќе го негуваме. Секогаш им дадеме поддршка, ќе ги угостиме да се најадат, да се напијат и да продолжат онаму каде што ги носи патот и нивниот пат како конјаница. Сепак тоа е нешто традиционално кое е останало, да речем, кога нашите комити се бореле против османлиската, да не речем сега, ајде, она, но меѓутоа сепак е добро да продолжи да се негува. Оливер, ти благодарам. Ви благодарам и јас.
Во периодот од 1955 година до 1965 година селото Српци било во тогашната општина Кукуречани. Од 1965 до 1996 година селото било во тогашната голема општина Битола. Од 1996 до 2004 година селото било во тогашната рурална општина Могила. Од 2004 година селото е во рамките на општина Могила, која била формирана со новата територијална поделба на Македонија. Мое село, почитувани мои, до гледање до вториот дел.